Нови градинки и старечки домови ќе се градат во Штип. Градоначалникот Иван Јорданов рече дека покрај ставената во функција детска градинка во населбата Тричешми, општината оваа година е во план да направи нов клон, нов капацитет за воспитно-згрижувачкиот процеси во населбата Македонка. Додава дека сето она кое што во минатото требало да се направи, а не било направено, тој како градоначалник ќе продолжи да го прави. Ќе се градат и нови градинки, и старечки домови, и нови проекти кои што граѓаните ги заслужуваат од сите сегменти и од сите сфери на нашето општество. Во план за оваа година, покрај изградбата на детската градинка во населбата Тричешми, која што е ставена во употреба, е да се направи и нов клон, нов капацитет за воспитно-згрижувачкиот процес во населба Македонка, така да сето тоа кое што во минатото требало да се направи, а не било направено, додека сум градоначалник, ќе продолжам да го правам. Јорданов најави реализирање на проекти во сите сегменти, со што и понатаму ќе се инвестира како во образованието и воспитно-згрижувачките институции, така и во инфраструктурата на градот. Ќе продолжи да се инвестира во образование, во воспитно-згрижувачки институции, во инфраструктура, сето она кое што во минатото требало да се направи, но не било изградено. Инаку моментално општина Штип работи на патната инфраструктура, а оваа 2025 година се очекува да биде многу плодна за рехабилитација и реконструкција на улиците, со што Штип полека, но сигурно ќе обнови патната инфраструктура, која што е застарена повеќе од 40 години. Дополнително се работи на тротоарските површини со цел пешаците бидат безбедни, а се работи на спортски и детски игралишта за младите, кои се од особена важност за градот. Општината исто така работи на изградба на нова обиколница, која ќе ги поврзува населбите Пребег, Железнички и Викет населбата Плуждино, како и на доизвршување на булеварот Партизанска. Во најава е изградбата на новиот мегапарк на површина од 700.000 метри квадратни, во која е предвидено да има мало езерце, зеленило и хортикултурно уредување.